Благодарам, почитуван заменик председател, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, почитувана јавност. Значи, пред нас е буџетот за 2021 година. Буџет кој што би требало да извади Република Македонија од безидејноста, буџет кој што би требало да ја зајакне економијата и буџет кој што би требало да биде развоен и во функција на сите граѓани, како и за подобрување на стандардот на граѓаните. Меѓутоа, не гледам дека нешто такво се случува. Судејќи според ова што е пред нас напишано, ништо од ова нема да видиме, ниту пак ќе се реализираат ветувањата од партијата на власт, бидејќи тие беа премногу, но во овој буџет нема ништо од тоа што беше ветено и очигледно е дека е правен по принципот купи ден, продај ден. Развој на државата, почитувани, нема со социјален буџет. Развој на државата нема со буџет кој се крои по партиски договори, нема со буџет за задоволување на етнички барања и развој нема да има ниту со нерамномерен развој на сите региони, туку развој на државата треба да се бара во капиталните инвестиции. Јавниот долг заклучно со 30 септември 2020 порасна на 60,7% со екзибиционистички изјави на господинот Фатмир Битики дека ако треба, ние ќе одиме и до 70% задолжување. Како тоа ние ќе одиме до 70% задолжување, кога беше 48,7, вие тука со звонци тропавте и кажувавте дека сме биле премногу задолжена земја, а сега сме спремни да одиме до 70%. Тука ниту има некаква логика, ниту пак гледам некое визионерство како што беше најавувано од вашиот веден министер за финансии Зоран Заев. Џаби измислувавме, односно ви измислувавте викенди без ДДВ и ваучери, кога вие не можете да влеете ниту сигурност, ниту надеж кај граѓаните на Република Македонија, бидејќи го промашивте и тој викенд со ДДВ за цели 95%, ниту пак гледаме дека има расположение кај граѓаните да почнат да ги трошат своите приходи малку повеќе од она што сега го прават, затоа што се исплашени и немаат доверба во владата и во работењето на владата, иако вие тука ќе повторите дека ве избрале пред неколку месеци, сите знаеме како ви избраа, со притисоци, со подкупи, и ја искористивте сиромаштијата на народот за да можете тоа да го реализирате. Макроекономските проекции кои што се подготвени од Министерството за финансии се апсолутно нереални. После колапсот на економијава оваа година од околу 5%, сега предвидувате 4,1% економски раст за 2021 година или разлика од 10% од она што сега го гледаме до она што би го гледале за неколку месеци, без да земете предвид дека економијата е во тотален хаос, во тотален колапс, без да земете предвид дека можеби оваа здравствена криза ќе потрае малку повеќе од она што е предвидено, дај Боже да заврши уште утре, меѓутоа претпоставувам ќе потрае со оваков систем малку повеќе, со оглед на тоа дека немаме ниту јасна визија околу она како ќе се движи вакцинирањето. Единствена економска реформа што беше превземена во 2020 година е раскинување на договори со потенцијалните странски инвеститори. Веќе се три компании договори со три компании раскинати и сега вие повторно не можете да очекувате дека Дрекселмајер, дека Маркарт или Леар или Джонсон Контролс и Джонсон Мети ќе ви носат нови инвестиции во државата. Тоа што досега се случуваше и со реинвестирањето на нивните средства, завршува, привршува. Треба да се наоѓаат нови инвеститори во оваа држава. Претходно слушавме дека на Табановце чекале Google, Facebook, Amazon, таму не знам кој чекаат. Меѓутоа, сега претпоставувам дека Зукенберг, Илон Маск, таму Сундар Пичај и така натаму, веројатно ги чекаат овие PCR тестовите па за да влезат. Нема никаква инвестиција. Вкупните приходи во буџетот, значи стартно се планирани на ниво на 212,6 милијарди денари, истите се 8,3% повисоки во однос на вториот ребаланс, што може би до некаде е реално ако запре оваа здравствена и економска криза.
Меѓутоа, резервно сценарио нема, а расходите се проектирани на 247,5 милиарди денари или за 2,1% пониско во однос на вториот ребаланс во 2020 година. Растот на даночните приходи не изнесува 8%. Доколку економскиот раст е предвиден за 4,1, што нема да биде 4,1, стапката на инфлација 1,5, доаѓаме до вкупно 5,6% и другиот 2,4 не знам од каде ќе дојдат. Растот 5% на социјалните придонеси, значи приходите по основ на социјални придонеси, вие сте предвиделе дека ќе пораснат за 5% во услови кога се менува законот за пензионирање, каде што ќе се оди задолжително на 64 години, во услови кога имаме економска криза и кога немаме никаква визија за странски инвестиции. Буџетскиот дефицит ќе биде значително повисок, значи планирате дефицит 4,9, меѓутоа со оваа динамика на прибирање на приходите ќе биде можеби двојно помал. Кај расходната страна, непродуктивните расходи продолжуваат да растат со забрзана динамика и 4,1% ќе бидат повисоки расходите за плати, односно за 20 милиони евра за разлика од 2020 година. Понатаму, капитални расходи 10 милиони евра помалку предвидени, а колку ќе бидат реализирани со оглед на тоа што ги реализирате во континуитет под 50%, значи јас не верувам дека ќе бидат повеќе од 200 милиони евра реализирани за капитални расходи со вашата динамика. За здравството зборувате, имаме намалување за 35% кај здравството. За образованието кажувате. Владата на Република Македонија со буџетот во 2021 не предвидува зголемување на средствата за дигитализација во образованието. Имаме намалување од 3,2% во ставката за само момент, ваму со бројките, во ставката за лаборатории имаме 2 милиони евра на преводи кои што ги критикувавте за ребалансот, бидејќи кажувавте дека не ни требале кинески, арапски и така натаму, ги критикувавте, а сега имате предвидено 2 милиони евра за истот. Ама немате предвидено за лаптопи. Сега ќе одам поред со министерства. За јавноста мора да се сподели една интересна информација, тоа е дека се очекуваат приходи зголемени за 8,1% од казни. Значи, понатаму Република Македонија останува пендрак држава. И понатаму нема како и пак ќе се удира по джебот на граѓаните за приходите да ги зголемиме, бидејќи гледаме дека не се троши доволно од приходот на граѓаните, немаат доволно средства на располагање или воопшто не сакаат да ги трошат и сега ќе удриме по казните. Имаме најава за 200 до 300 милиони евра приходи од продажба на државно земјиште и тоа понатаму би довело до понатамошни кризи, бидејќи можеби некој ќе го откупи земјоделското земјиште, па ќе не ги диктира цените на производите кои што би биле по негов терк и ние како граѓани ќе треба да плаќаме многу повисоки цени за прехранбените производи. Немаме странски инвестиции и сега кога очекуваме да заврши оваа светска економска криза, гледаме дека продолжуваме со раскинување на договорите, но дополнително ги намалуваме ставките за привлекување на странски инвестиции за 563 милиони денари, а парите за економска промоција за 9,5%. Во истите програми на оваа влада имаме намалување за средствата за аерозагадување за 20%, додека се гуши целата држава, а се зголемува ставката за привремени вработување на 50%. Значи сите овие основни столбови кои што ги кажувате, образование, здравство, економија и животна средина, речи си секаде имаме намалување. Во Министерството за политички систем, она што е малку пострашно. Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците имаме ставка за прослава на годишнина на рамковен договор, која што е, замислете,
500.000 евра. До лани оваа ставка била околу 7.500 евра, а оваа година не знам каков перформанс се спрема од страна на Артан Груби и вработените во Министерството, па затоа од 7.500 евра го зголемуваме на 500.000 евра за прослава на рамковен договор. Додека немаме амбулантни возила, за 500.000 евра 10 амбулантни возила ќе набавиме. Претходно во времето на ВМРО 140 набавивме, ама небитно. Во истото министерство имаме 200% зголемување на средствата за купување на мебел. Јас не гледам никаква логика. Понатаму, Министерство за правда, зголемување привремени вработувања, дури 190%. Министерство за надворешни работи, истата ставка, имаме зголемување за дури 211%. Кога сме кај надворешните работи, ставката за иселеништво е намалена на 63% и разбирливо тука станува збор дека покрај тоа што се откажавме од малцинствата, сега ќе се откажуваме и од иселениците. Во Министерство за животна средина, во делот на инвестиции за животна средина имаме намалување за 100%, односно предвидени средства во висина од 0 денари. Мониторинг и заштита на аерозагадување 0 денари. Заштита на води 0 денари. Ама затоа во истото министерство имаме купување на мебел за 1.390.000 денари. Министерство за транспорт и врски и тие ќе удрат на нов мебел. Зголемување на средствата за дури 231,2%. Нема автопат, нема железница, нема магистрални, нема регионални патишта. Слушнавме дека во Чашка во општина Чашка ќе се прави еден пат долг километар и 300 метри, односно ќе се става нов асфалтово згоре, одлично. Меѓутоа тоа не гледам дека е некоја голема инвестиција. За мебел, значи во истото министерство, ќе се зголеми за 231,2%, а за привремени вработувања 1860%. Управа за јавни приходи ќе си купи нови возила за 25 милиони денари. Во Министерство за труд и социјална политика единствена ставка која што вака сакам да ја поддржам е ставката за поттикнување на вработувањето 367% и дај Боже да биде и 500, одлично. Меѓутоа впечатокот се расипува кога ќе видиме дека имаме нов мебел за 148% повеќе и нови возила за 159% повеќе. Во Министерство за информатичко општество нема пари за информациски и комуникациски технологии, односно средствата се намалуваат, ама затоа тие да не останат покусо, имаат 4,236 милиони денари за мебел. Министерство за образование, кое освен што ќе го укине предметот историја по барање на Каракачанов и Борисов, ќе ги намали парите за проекти во основно и средно образование за 60, односно 64%, ама исто така и тие ќе си купат возилца за 200.000 евра. Оно што би сакал да го потенцирам во однос на регионалниот рамномерен развој. Евидентно е дека вие од СДС немате ниту право за размислување на оваа тема, ниту да се изборите за развојот на централна, источна, југоисточна и така натаму останатите делови на Република Македонија, односно општините Велес, Чашка, Градско и Лозово, оние кои што најмногу мене ме интересираат, таму немаме никаква инвестиција која што е најавена во овој буџет. Јас поднесов 9 амандмани за Велес и Велешко, кои што беа одбиени без да се погледнат, а тие амандмани се предложени врз основ на вашите ветувања. Меѓутоа, сакам сите да ме разберете добро, 2 или 3 од тие амандмани беа поднесени по барање на градоначалниците на тие општини кои што доаѓаат од редовите на СДС, бидејќи тие немаат право да бараат за нивните општини, па се молат кај нас кај опозицијата, и не само тие, туку и од директори кои што се назначени од СДС, се јавуваат за да поднесеме амандмани за да ги прифатите, бидејќи немаат право во министерствата да се јават. Амандманите се поднесени, значи еве, се одбиваат амандмани за снабдување ќе ве молам, за снабдување со систем
за кислород во висина од 270.000 евра за Велешката болница. Нешто што го има во болницата Јасеново, која што се реновираше во времето на ВМРО ДПМН. За 270.000 евра, тоа е нужно барање на сите лекари, бидејќи гледаме дека имаме недостаток на кислород. За 270.000 евра тоа се одбива, 500.000 за рамковен договор прифаќате. И тоа е нормално, а воа не е нормално. Понатаму, канализација, канализациона мрежа во селото Горно Јаболчиште, во селото Долно Јаболчиште. Одбиено, а сите тие фекални атмосферски отпадни води се вливаат во хидросистем Лисиче, од каде што цел Велес пие вода. Зошто е одбиено? Без образложение. Мостови кои што беа ветувани, одбиени, без образложение. Обиколници кои што беа ветувани, одбиени без образложение. Понатаму одбивавте, сум забележал тука, амандман кој што е за изградба на стационари за згрижување на кучиња ширум државата, ги одбивате. Еве пример, Велес во просек исплаќа по 70.000 евра годишно само за каснување од кучиња. За Струга имаше таков амандман поднесен. 70.000 евра годишно општината исплаќа за каснување од кучиња, а не се издвојува 200-300.000 евра за да се направи стационар. За 4 години се повратни тие средства. Толку се. Ќе бидат прибрани ќе бидат уличните кучиња. Значи, ова што вие го правите, 12.000 граѓани од Велес се излажа поради ветувањата на СДСМ или нешто повеќе од 12.000 на локалните избори и околу 9.000 граѓани за последните парламентарни избори се излажа на вашите ветувања, односно вие ги излагавте со надеж дека можеби ќе добијат нешто, меѓутоа Велес во 530 страни од буџетот не е спомнат воопшто. Во пазарот кој што го правите ви влегуваат општините, ова што го зборував за рамномерен развој, ви влегуваат општините од Северозападна Македонија затоа што ви требаат гласови. А гласови ќе ви требаат и понатаму, бидејќи ова е изборна година, и вие постојано ги прифаќате нивните амандмани. Амандманите од Централна Македонија воопшто не ги прифаќат. Сега ќе прифатите и 70.000 странски државјани од Косово и од Албанија, само за гласови. Меѓутоа ќе промените и демографската структура на населението, ќе направите штета, ќе го оптеретите и социјалниот систем и така натаму. Како попчиња ќе си ги изгласат. Вие сте должни да кажете каде се парите, 3 буџети ги потрошивте. 3 буџети се потрошени, нема ништо. Постојано кажувате Скопје 2014 имало криминал. Кои се осудени? Ајде нека да видиме кои се осудени, кои ги осудивте за тој криминал. Таа економија ја остави државата да диши. Тоа што се случуваше со Скопје 2014 година и самите сте свесни. Вие немате направено едно игралиште со 340 седишта, а не па да направите стадион со 34.000 седишта. Немате направено една сала со 150 седишта, а не па сала со 15.000 седишта. 2 километри автопат од Скопје до Блаце не можете да го направите. 500 километри автопат ветувавте, 700, колку ветувавте, 2 километри и за таму ора и чочеци ки играте, до Блаце 3 години не можат, уместо тапкаат. За крај, пак сакам во однос на ова што го зборував да ве потсетам, вчера кратко ви спомнав, Центар за граѓански комуникации од Герман Филков. Да види јавноста како вие работите. Во овој период најголеми разлики се забележуваат ова кај јавните набавки, бидејќи обвинувате дека јавните набавки не биле транспарентни. Еве да ви кажам, 71% од вредноста на склучените договори отпаѓа на 5 фирми. 59% од склучените договори институциите ја прекршиле законската обврска да ги објават договорите. Во секој втор склучен договор за итни јавни набавки поврзани со коронавирусот се преговарало само со еден понудувач. Скафандерите се купувале од 262 денари, каде што имало повеќе понудувачи, дојде до 156 денари, каде што имало еден понудувач. Тоа се вашите институции. Ракавиците
се купувале 2,83 денари каде што имало повеќе понудувачи, 9,32 каде што имало еден понудувач. Само се извинувам да довршам мислата, да. И она што го кажуваат е дека честите поништување на тендерите представуваат индикатор за постоење на ризик од корупција и дека се констатира ризици од корупција се констатираат кои што се манифестираат преку чести и значајни измени на плановите за јавни набавки. Реплика има пратеничката Снежана Калевска Ванчева.